Подобрена е здравствената состојба на 14-месечното бебе, кое пред 2 дена беше хоспитализирано на Карел со тешки телесни повреди. Детето не е на апарати, но постојано е под лекарски надзор, бидејќи имало краварење во мозокот и скршеници на черепот. Лекарите констатирали и повреди со старо потекло кои не биле медицински третирани. Само диша и денес сакаме да започнеме и со негово хранење. Се работи веројатно за повреди нели од човечка природа, кој го направил тоа не би можеле да кажам, и дека било повредувано неколку пати. Вчера попладне социјални служби одредиле старател на детето и роднините немаат право на негова посета. Мајката, која исто така имала повреди по телото кога го однела во болница, била контрадикторна во изјавите. Неофицијално нејзиниот сопруг е во затвор и таа живеела кај негов пријател, за кој кажала дека го тепал малото девојче. Од Министерството за труд и социјала вела дека примарна обврска им е обезбедување на целосна грижа и заштита на детето. Она што можеме да го соопштиме во моментот е дека мајката на детето е корисник на парична помош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа. Стои во одговорот од МТСП. Во МВР пријавиле лекарите од ургентен кога го примиле повреденото дете. Во соработка со другите институции работиме на целосно расчистување на случајот и веднаш штом ќе биде расчистен, ќе го информираме соодветно обвинителството и јавноста. Случајот го истражува и обвинителството. Подадени насоки од основното јавно обвинителство. МВР интензивно работи за утврдување на идентитетот на сторителот на кривичното дело, како и обезбедување на релевантни докази кои ќе ги подкрепат случувањата на кривично-правниот настан, велат од обвинителството. И додека надлежните истражуваат, од детската амбасада Меѓаши реагираа дека кај вакви семејства во ризик мора да се посвети поголема грижа на превенцијата. Ние треба да работиме на превенција и на рано детектирање на можните отстапување и насилство во рамките на семејството. Детето е жртва директно со животно загрозувачка состојба и такво нешто не смее да се дозволи. Меѓутоа, првенствено да погледнеме структурата на родителите и како нив системски да ги поддржиме. Повреденото дете останува на Карил и доколку и во наредните 48 часа состојбата му е стабилна, ќе биде префрлено на детска хирургија. Сања Димитровска за Сител телевизија.